Како кажав, под точка 1 имаме освојување на декларација за прогласување на единствена Македонија за наследник на историското ВМРО Илинден и Асман. Сите вие гледате дека 30 години во Македонија се менуваат две власти кои што ги погазија овие принципи и определби на славните илинденци и на партизанските единици од Осман. Други беа залагањата на нашите претходници, меѓутоа денеска сме во една ситуација кога сме исправени пред еден тежок предизвик да мора да ги браниме овие определби, бидејќи едноставно како македонци нели сакаме да останеме свој на своето, а во устои кога гледате веќе сакат да не избришат од светската мапа на нации и да не постоиме. Единствена Македонија е исконски поврзана со традицијата на македонскиот народ и со неговата желба за самостојна и суверена Македонија, како национална држава на македонскиот народ со гарантирана заштита на човековите и малцинските права според меѓународното право. Единствена Македонија ги оценува за неприфатливи и ги отфрла така наречениот рамковен договор и промена на уставот од 2001 година, договорот со Грција за промена на светото македонско име и идентитетот на македонскиот народ и уставните измени од 2018 година, договорот со Бугарија, законот за двојазичност, фалсификуваниот попис од 2002 година, усвоени од марионетските власти во Скопје, купени и контролирани од странски центар, кои 30 години управуваат со Македонија под странски диктат. Со прифаќањето на ваквите акти од страна на марионетските власти во Скопје, се прави немерлива штета на македонскиот народ и преседан со исклучително тешки меѓународни последици. Ја заклучувам оваа точка од дневниот ред и ја ставам декларацијата на гласање. Кој е за да се усвои предложената декларација? Констатирам дека едногласно ја усвои декларацијата за прогласување на единствена Македонија за наследник на историското ВМРО Илинден и Асман. Нека ни е честито. Нека ни е вечна единствена Македонија, нека ни е вечна Република Македонија.